Кандидатурата на Венцо Войнов има една голема символика. На ова власт и треба помош, ама и треба брза помош. И затоа сметаме дека имаме најдобар кандидат во конкуренција на сите кои што се надпреваруваат. Не сакам да говорам за кандидатот на владачката партија, бидејќи слушнавме на една претходна средба овде во Виница, дека тој практично не направил ништо. Така и заслужува власта да се каже. Но, почитувани пријатели, драги домаќини, пријатели од Сојузот за едината, битката ќе биде многу тешка, многу неизвестна и ќе ја добиеме само ако веруваме во себе, ако сме убедени дека имаме добар кандидат, ако сме убедени во идејата дека Македонија во овие избори бие битка за демократија, бие битка за независност, за самостојност, за меѓународна позиција и дека таа битка почнува од оздуа, почнува од општините и дека токму нашата желба, енергија треба да биде концентрирана сега на почетокот, да влееме храброст кај сите граѓани, да сватат дека нема причина да се плашат. Јас не се плашам во една фер и демократска битка меѓу кандидатот на ВМРО ДПМН и Венцо Войнов, кандидатот на Сојузот за едината, зашто ќе се определат виничани. Ќе се определат за професија, за доблест, за семеен човек, човек кој што ужива поддршка меѓу граѓаните и кој што е докажан во својата професија. Меѓутоа и човек кој што со својата визија за општината покажа на самиот старт дека многу повеќе може да направи за градот. И наспрот еден човек кој што се слепа на позициите само на власт. Па само ќе ве потсетам. Пред почетокот на кампањата, пред почетокот на овие избори, односно на уште работното лето на Сојузот за едината, Груевски рече, уште никој не знаеше што ќе се случува државата, кој ќе има избори, кои ќе бидат кандидати, он тврдеше дека кандидатите на ВМРО ДПМН ќе победат секаде. Зарем тоа не е порака до граѓаните. Вие можете да мислите што сакате, а ние ќе победиме на изборите. Тоа е доста за да му кажеме дека не е во право, ние таа политика треба да ја поразиме. Нашата шанса е сега, на овие локални избори, да кажеме дека политиката ниту на локално ниво, нити на државно ниво на владачката партија не е добар избор за Македонија, не ја води во добра иднина Македонија, не ја обезбедува стабилност натрешна на државата и храбро чекорење во иднината. Зарем не гледате дека човекот, предпоставувам дека е за посебна анализа кај да стаса фиксирање на Бранко Црвенковски, а да како да нема ништо друго позначено во државата. Како да неговата судбина зависи од Бранко Црвенковски. Ама сега дефинитивно призна, па знаете што, сега, кога веќе нема друг извест, за мене Бранко Црвенковски е најдоброто решение како лидер на опозиција. Во тие зборови се крие не само една негова слабост, туку веќе сериозен страв. Тоа што го започна не може да го направи. Не може Бранко да го порази како лидер на опозицијата, не може да ја порази и коалицијата Сојузот за едината. Ама ние тоа треба да го покажеме на терен. Значи, сплотени сме многу политички партии со единствена идеја. На локалните избори да почне крајот на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. За да го направиме тоа, почитувани граѓани, треба на сите кои ги знаеме и познаваме. Јас знам овде во оваа сала се собрани луѓе кои ја поддржуваат оваа коалиција, кои го поддржуваат Сојузот за едината. Меѓутоа, тоа не е доволно да се порази една недемократска власт. Тоа не е доволно да се совлада диктатура. Пред диктатура не се бега, не се отстапува. Мене е многу жал што некои наши сопартници, содружници до вчера беа со нас, срце јуначко не издржа, покажаа голема слабост дека не можат да издржат фотофиниш и се раздели од нас. И нив им порачам. Меѓутоа сакам на сите граѓани да им порачам на Виница. Диктатура се победува со одважност, со храброст, со голема излезност, верба
дека го правиме оно што го правиме онај исправно и дека тоа ја води државата напред. Значи да им кажем на сите наши пријатели, роднини, независно кои што се особено партиски неопределени, за кого биле досега. Сега е моментот кога треба одважно да кажеме доста е на диктатурата, ние сакаме поинаква Македонија. Тоа да го почнеме од овде. Бидејќи вечера се тука, да порачаме, не се плашиме на режимот, а на режимот ќе одговориме со силна верба во себе, убедени дека и кандидатот, и програмата, и Сојузот за едината се најуспешната алтернатива за Република Македонија. Да им покажеме дека наспроти нивните корупции и нудење на пари, вработувања, вербата на човекот во самиот себе е многу посилна и поважна за Македонија. Да ни живее Македонија и да сме верени сите.